Здраво на сите и добре дојдовте на втората епизода од видео подкастот Шум. Моја гостинка е телевизиската, филмска и театарска актерка Слагјана Војошевик, чиј глас ви е препознатлив и од улогата во детската анимирана серија Светот на Биби. Слагјана е дел и од краткометражниот филм Сам си го барал, чиј фокус е да се подигне свесност околу двојната виктимизација и третманот на жртвите на насилство, нешто што не поттекне да го водиме разговорот на оваа тема. Би сакала да искористам оваа прилика и да им се заблагодарам на луѓето кои што несебично придонесуваат за развојот на овој подкаст, односно Матеја Николик, нашата графичка дизајнерка, Тео Ангеловски, што е одстапи дронската снимка за изработка на најавната и одјавната шпица на Шум, луѓето од Види Вака и тимот на Зелена кои што вака симпатично ни го разделени овој простор. Уживајте и гледајте епизодата. Па добре ни дојде. Добре ве најдов. Драго ми е што ќе се имаме вторава епизода со тебе. Благодарам. Како е периодов? Еве може да кажеме дека постепено ни замрува да речам пандемијава, па се надевам дека ет истото и се рефлектира и врз основа на активностите што ги имаш, не се да толку попречени. Не се, погладко оди се. И приватниот и професионалниот живот е со веќе почнувам да допирам луѓе. Постепено се опуштивме, скроз не е лакчето само не, веќе лакчето. Во игра. Да, се стварно мислам и психолошки теретот чувствувам како се оттрга од рамењава. Па мислам дека и постепено, знаеш, и 2 години претпоставам дека и природно тоа ќе се дојдеше да мораме да отпуштиме по нешто и во целокупната комуникација, интеракцијата со луѓето. Али сепак мислам дека ќе остане одреден белег. Знаеш... Па може и треба да остане. Може би и ни треба малце, може би и ни требаше се ова што се случи, може би и ни требаше малку како еден аларм. Се надам дека ќе извлечеме поука од се ова. Како се рефлектираше тоа кај тебе, мислам, еве сепак 2 години се во прашање. Верувам дека претрпе одредени промени, верувам дека си имаше некоја си, не знам, себе анализирање кое што ти предизвика дадени промени, дали на професионален план, дали во на приватно ниво, али како истото се рефлектираше? Почувствува некоја драстична промена? Па почувствував и би звучало веројатно чудно, меѓутоа почувствував и на позитивно промена. Периодов од пандемијата навистина ми помина во многу јога и медитација. Исто, ако ти се верува да јогата доста ми помогна. Доста, мислам дека сите вака со луѓе со кои што сум зборувала, велат дека нивниот лек или барем активност која што го одржува и духот, особено духот, бидејќи во овие, мислам, не само телото дека ни страда од пандемијава, туку страда и духот, страда и умот. Така што јогата, медитацијата беа навистина одлични активности кои што ме одржаа свежи во сево ова. И се надевам дека ќе ми продолжи всушност ова активности во иднина, бидејќи е неопходна сват. Јас да ти кажам, веќе почувствував потреба од некоја си промена, бидејќи да речам може да кажам дека се подослободив од тој аспект на бидување дел од групна динамика и почнав да одам баш на пливање. Пошто седењето дома, јогата е прекрасна работа, ама знаеш, мислам ми беше потребна некоја си динамика да почувствувам за време на извршување на некако си спорт. Да. А што правиш професионално? Ти во турски театар си вработена, како е со тамошните ангажмани, активно се... Да, сега активно, дури јас би рекла дека и во екот на пандемијата имаше представи кои што се игра. Во моментов сум дел од ансамблот на Вишновата градина, во режија на Владимир Милчен. Така. И сме една убава голема екипа, мешана, возрастни, млади, новиот бран, всушност има доста од актерите кои што сега се вработија, меѓу кои што сум и јас. Значи ти си меѓу по ново вработените. По новите, да. Така? Всушност веќе се 2 години, ама бидејќи беше пандемијата, значи се вработи во 2019 година. Во тој бран се вработија 10 млади актери. Така. Некои што толку дипломирани, некои дипломирани во изминатите години и јас дипломирана
одамна. Споделени кога е тоа Да. одамна вака? Па 2011-та дипломирав. 2011-та. Да, на факултетот за драмски уметности во класата на на професорот Владо Цветановски и Мими Таневска. Сега е деканка Мими Таневска, за жал Владо Цветановски е покоен. Значи дипломирав 2011-та, ама затоа што заминав во Истанбул, каде што магистрирав и докторирав, всушност не бев во Македонија. Подолги години. Скоро 7 години. 7 години. Веднаш, мислам, откако магистрираше, премина си го запиша докторатот? Да, буквално магистрирав во јуни, а започнав со докторски во септември. И како што знам, воедно си и демонстраторка. Да, сега сум демонстратор на факултетот за драмски уметности, ама на предметот сценски говор. Сценски говор. Добро. Предпоставам дека и на страна од тоа држиш и некој друг тип на работилници за луѓе кои што не се дел од академија. И за луѓе кои што не се дел од академија, и за луѓе кои што не се во Македонија, бидејќи еве конкретно во пандемијава, мислам пред пандемијата го посетував курсот за Майкл Чехов актерската техника или Михаил Чехов актерската техника, која што на руски наречеме, да, која што е една навистина многу интересна актерска техника, која што ја осознав околу 2018 година и редовно посетував курсеви кои што се, мислам тренинзи, кои што се во рамки на Михаил Чехов Европската асоциација, значи професори од целиот свет ги држат овие тренинзи. И имав среќата да бидам поканета да ги посетам и тренинзите за предавач на техниката, значи ја почнав да изучувам како актер, но подоцна добив покана и да го посетам тренингот за професор, така што сега сум и лиценциран тренер за Сега си, значи, во позиција да ги пренесуваш тие работи на студентите на ФДЛ. Да, и ги ја користам многу оваа техника во предметот сценски говор, но во рамки на оваа организација успеав да соработам со луѓе од целиот свет со кои што всушност ги задржавме контактите и во екот на пандемијата си ги организиравме нашите студенти да не останат во своите домови испаничени од пандемијата, туку да се спојат со сите актери од целиот свет и да работат преку актерскава техника, да соработуваат со актери од другите земји, студенти актери, се разбира. Одлично. А во однос на докторската дисертација ме интересира, сакам подлабински да навлеземе во истото. Како што разбрав, ти е анализирана дигитализацијата и ефектот што го врши истата врз актерот. Да. Кои техники ги користеше на истражување? Што се ти опфати истражувањето? Колку време? 4 години, предпоставувам? Да, 4 години се докторските студии, со тоа што 2 години се изучуваат, значи предмети и слично. Не, пардон, 1 година си се предметите и испитите на тие конкретни предмети. Потоа се подготвува испит за како да го предведам, значи као за да го чуеме и на турски, дај го и на турски. Доволност, така некако ќе биде. Значи како задолжителен испит кој што е без кој што ако не го положиш, значи тој испит, ти всушност не можеш да работиш на својата докторска теза, а тој испит опфаќа писмен труд, односно професори, значи 5 членов жири од професори, кои што се двајца од твојата академија, двајца од друга академија и менторот, всушност ти даваат прашања на сите теми кои што ти некогаш си ги обработувал за време на таа 1 година од студии. И тоа е се поврзано со филм, радио и телевизија. И е наистина многу тешко, особено кога е на турски јазик, но тоа е како еден квалификационен испит кој што ти дозволува тебе, ти си доволно квалификуван за да пишуваш научен труд. Да. Така што по писмените труд, значи тие даваат прашања, имаш околу 2 часа да напишеш 4 есеи, кратки есеи се тоа, не се долги есеи, на тема на тие прашања кои што тие ги поставила, а потоа доколку го поминеш писмениот дел, всушност одиш повторно пред нив и си разговарате за различни теми, тие ти спрашуваат, меѓутоа тоа не е испрашување како што сме научени, туку буквално повторно како писмениот труд да го образложуваш пред наистина строги професори. И супер е затоа што мене ми овозможи, ми отвори едно скроз ново поле на размислување. Јас никогаш не бев запознаена со теоријата на уметноста со која што се бавам. Секогаш сум ми приогела на актерството од практичен аспект, а сега можев да се запознам со сите тие методологии на истражување, со сите тие теории, филмски теории особено.
и бидејќи доаѓам од театарскиот свет, мене и факултетот и мастер студиите ми беа во театар, смер театар, филмот ми беше комплетно нова поле за истражување и ме збогати значи, значи за филмскиот актер ти беше... Да, филмскиот актер во Тоа ти беше дигиталната полет. епоха, Аха. меѓутоа, јас во темата не можев да се абстрахирам од театарскиот дел, бидејќи тоа се корените на филмскиот актер, така што всушност во мојата теза почнувам од Теспис, кој што е првиот актер кој што се одвоил од хорот, до денес, до motion capture, до performance capture и се што се случува денес со новата цела технологија во Холивуд, највеќе, бидејќи таму е најразвиена оваа технологија. Имаше одредени дела кои што ти беа тлото врз кои што си ја базираше собствената анализа, дали и себе си се анализираше имав пред study cases, така? Тоа се како случаеви за истражување, на македонски би било. Навистина ми е тешко со терминологија, бидејќи тезата ја пишував главно на англиски и ја преведував самата на турски, па некои делови ми помагаа на турски и многу малку од термините се уште знам на македонски. Сега во моментот се трудам сето тоа да го преведам и на македонски, бидејќи сметам дека е тема која што може да не заголица и нас тука на ова поле. Бидејќи мислам дека одиме во таа насока, одиме во развојот на технологијата и тука. Ние имаме уметници, мислам, аниматори кои што работат на светски проекти, филмови, да. така што не ни е ново се во ова. А инаку теми за филмови кои што ми беа како случаеви за истражување, беа трилогијата на Lord of the Rings, односно Господарот на прстените, го анализирав ликот на Голум, односно работата на актерот Енди Серкис, бидејќи тоа е еден од највпечатливите во моментот во Холивуд, најинтересен за анализа, има најмногу податоци нуди, затоа што тој го креира Голум буквално во едни навистина за нас, мислам јас кога истражував пред цел, тоа е многу важно да кажам за тезава, бидејќи идејата ми беше, мислев пред да го започнам истражувањето дека технологијата ќе го замени актерот. И за среќа го докажав спротивното во тезата. Односно, на некој начин ми покажаа самиве филмови процесот како се изработени, дека технологијата не може ништо без актерот. Еден од случаевите кои што ги истражував, еден од филмовите беше и The Rogue One, односно, не знам како се преведува на македонски филмов, меѓутоа тоа е од Star Wars серијалот. Знам, имаше конкретен термин, ама не можам да се сетам сега. Сега јас не можам да се сетам на македонски, меѓутоа таму имаме случај на мртов актер кој што се појавува во филмот и сега тоа ми беше многу фасцинантно како сега овој актер се појавува на екранот и се разбира дека тоа е целосно дигитален лик и тоа се гледа, значи се постои вочлива разликата, меѓутоа се реков како ова е направено. И тоа е направено со друг актер кој што буквално го игра целото тоа, а неговата фацијална експресија е превземена од технологијата и е сето тоа прекрасно сработено, да. Така што во суштина во иднина може да ни се вратат мртвите актери на екраните, меѓутоа за да тие ги гледаме на платното ни е потребен жив актер кој што ќе ги оживува повторно. Значи не е само технологијата таа која што ја прави магијата, него за тоа, за секоја успешна технологија постои успешен актер. Сега како што го споменуваш ова, се сетив на одредени, не знам, Нимфоманијак дали го имаш гледано на Ларс. Да. Читав и за него. Таму има сосема експлицитни сцени. Да. И за кои што исто многу ме интересираше. Да, мислам, актерите кои што се дел од тие сцени се сосема, знаеш, не да речам некој што не бил толку пред камерата, туку се сосема препознатливи за јавноста. Ми беше интригантно како не знам, си се препуштиле до толку на моментот да такви експлицитни сцени снимат. Најдов баш на информација дека тие сцени конкретно биле одиграни од одредени актери, кои што се во порно индустријата активни и при тоа, значи, користејќи технологијата и тие дадени алатки, било истото адаптирано како сцените, мислам, самите кадри, знаеш, после влага како исто. И многу од тоа, во тие сцени многу често е користена простетичка шминка. Значи, тие органи ние кои што ги гледаме, всушност не се органи. И тоа всушност во тезата го објаснувам, станува збор за специјални ефекти, станува збор за визуелни ефекти. Специјални ефекти се сите оние работи кои што се случуваат, да речеме експлозија, ама вистинска експлозија на снимањето или оган или тие сите простетички шминки кои што се користат, сето тоа спаѓа во специјални ефекти, а визуелни ефекти се сите оние кои што се јавуваат во постпродукција и се направени дигитално. Во монтажа што се практично. Да.
Интересно. Многу интересно, да, така што верувам да, дека тој ти филм било. е снимен Да. на тој начин. Еве на пример мене ми беше исто уште еден случај кој што го истражував, беше случајот на Бред Пит во чудната приказна за Бенџамин Батон. Добро. Каде што јас на пример прв пат кога го гледав филмот, јас тотално мислев дека тоа е шминка, дека не е дигитална технологија. Кога го истражував филмот, сватев дека сето тоа е дигитално и видов како сето тоа е сработено. И, например, Бред Пит го носи целиот товар, меѓутоа не го носи целиот товар, бидејќи многу од сцените, например, кога е дете, всушност кога е старец, а е дете, тоа го игра човек, како се вели, со мал раст, кој што, значи, буквално актер со мал раст ги игра сите тие сцени, а тој само неговите фацијални експресии се префрлени на неговиот лик. Подоцна кога игра малку повозрасен, се појавува, како старец, се појавува вистински стар актер, а повторно неговите фацијални експресии кои што дигитално се превземени од технологијата, се налепени на тој лик. Така што сите овие актери кои што всушност ние не ги читаме на каст, се еднакво заслужни за резултатот, ама ние читаме за Бред Пит. И токму затоа има една дебата зошто Бред Пит не зема Оскар за тој лик. Може би ова една од било причините е таа, затоа што всушност тој не е заслужен единствено за па сепак особено кога имаш и ти мислам актерско движење и целосна игра од друга персона која што ти после само во монтажа ти е тебе ликот ставен тоа и така. Не е само твоја заслуга. Да, за разлика од Енди Серкис кој што всушност ги носи сите работи сам. Значи буквално таму нема други актери, тој ги игра сите, тој физички е спремен за секоја улога, значи Голум тој го фаќа ликот, го фаќа гласот. Ние знаеме за гласот и сме фасцинирани од неговиот глас, меѓутоа тој на пробите игра снима 4 пати повеќе од секој актер, бидејќи треба да сними еднаш со сите актери, за другите актери, па еднаш да сними со сите актери за себе си, за да го снимат него со технологијата. Потоа да оди во студио да сними само фацијални експресии за тој лик, значи треба да памти што направил кога бил со другите актери. Навидом изгледа сето тоа многу едноставно и лесно и се препишува целиот процес на технологијата, а секој заборава ништо поминува актерот кој што го носи ликот. Актерите кои што се дигиталните актери кои што ги велат се всушност многу поангажирани во процесот на креирање на филмот отколку оние кои што се лайв, значи актери во живо. Во живо пренесени. Да. Интересно сосем. Имаше дополнителни некои фактори кои што ти влегоа како дел од истражувањето, мислам некои други аспекти на Не го анализирав. Мислам сепак ова е доста опфатно. Многу опфатно, да. 257 страници има мојата. 257. Да, буквално почнувам од историјата за да видам, мене сега тоа ми беше многу интересно да истражувам како е врзан театарот, некој ќе рече зашто за театарот дигитална технологија. Затоа што ми беше интересно да видам како всушност се двои актерската игра од, нели сите знаеме дека всушност актерот, неговото тело и неговиот глас се инструментите со кои што креира. Да, значи нема четка и платно како кој сликарот, туку има тело и глас. И всушност незамисливо е да се помисли дека уметничкото дело на актерот може да биде одвоено од уметникот. Како што може сликата да биде одвоена од сликарот. Си викаме, нели, тоа не е возможно. Ама е возможно, затоа што актерот со појавата на филмот всушност неговото уметничко дело е одвоено од неговиот изглед, затоа што режисерот може да го режира актерот во монтажа без негово присуство. Така што ние можеме да ликот кој што ќе го добиеме како актерот кој што го игра може да биде прикажан на сосема поинаков начин од тоа што актерот го направил на самото снимање. Така што уметничкото дело се двои од актерот, за разлика од театарот. Меѓутоа во театарот е интересно, во среден век се јавуваат актери кои што кога актерите ќе остареле и веќе не можеле физички да го сносат целокупно или гласовно, на пример, знам за примери кои што гласовно не можеле да износат представата, тие се движеле на сцената. А позади завесите имало актери кои што го надсинхронизирале. И ете првата надсинхронизација, ете го првото voice over на анимираните филмови, всушност кои што се јавува. Така што има многу интересни заврзлами, развојни точки од почетокот на развојот на актерската игра, ни сите различни медиуми и
тоа го фаќам во тезата. Се надевам еден ден на македонски ќе можете да ја прочитате. Јас се надевам дека тоа ќе биде сосема скоро. Се Бидејќи надевам. ќе биде комплетно од помош и воопшто и за Да. твоите колеги, а и за сите нас кои што сме заинтригирани да чуеме за развојот на исто. Кога сме веќе кај надсинхронизација, ти си Биби. Да. Девојчето кое што е дел од многу, мислам, од секојдневието на многу деца и е присутна во доста домови во Македонија. Ако претпоставам, не знам дали е серијалот конкретно достапен и за надвор од Македонија. Да, имаме... сега значи се снимија албански актери, Амернис Нокшичи и многу ми е срам што ќе го кажам ова од преспав. Ликот што го игра рецепционира, тоа ми е Дритон. Дритон. Добро. Весели. Весели, да, Весели. Ке ни прости Дритон сега конкретно. Ке ми прости, меѓутоа извонреден во улогата, така што стана несомнено. препознатлив. Да. И во преспав е видам и да. Да, така што тие се албанските Биби и Боби. Имаме и српска верзија, сам таа е во изработка. Ние веќе снимивме неколку видеа. Јас пробував да го направам сето тоа на српски, но најверојатно во иднина ќе се ангажира и српска актерка. Тој процес е се уште отворен. Како една основа го направивме сега за сега. Имаме и неколку видеа споделени на YouTube, кои што има навистина добра гледаност. Меѓутоа сепак станува збор за материјал кој што треба да допре до најмладите и треба при тоа да ги учи на јазикот на кој што говорат. Сосема соодветно и правилно, сосема легитимно да се најде си има српска актерка која што сето тоа ќе го направи на еден Верувам, мислам, имајќи предвид твојата способност и лингвистички. Да, меѓутоа јас за доброто на проектот и би се повлекла доколку тоа не е како што, нели, сосема целосно треба да биде. Во моментов работиме и некоја турска верзија, но и тоа е нешто во но и тоа би најшло на некои прилагодувања на проектот, значи тоа би било повторно Биби македонката која што сака да учи турски, но сето тоа се уште некои идеи кои што во иднина ќе се развиваат, се надевам на добро. И има и некои англиски варијанти, така што проектот се шири полека на надвор. Но за сето тоа да биде успешно мора да се задржи квалитетот тука. Апсолутно. На кое што неуморно работиме да го одржуваме и развиваме понатака. Самиот лик, самиот карактер на Биби е така креиран да, мислам, се оддава впечаток дека младите децата, односно, се учат на одредени начини на функција, на одредени вредности, начини на функционирање во секојдневието, што комплетно руши и одредени стереотипи. Да. Тоа е доста битен сегмент, реално и од едукативен и од воспитен аспект. Да, и ми беше мене интересно кога читав воопшто за развојот на проектот е дека бидејќи сепак децата беа една од најафектираните групи во пандемијата и затворени дома, препуштени да следат одредена настава онлайн, која што си имаше сосема обструкции во начинот на кој што се пренесе. И знам дека го имавте адаптирано. Значи проектот, односно содржината, за да добие некој дополнителен интерактивен карактер кој што ќе им пренесе на децата, мислам ќе заземе и ќе дополни таа улога на едукација и во домашните услови. Што се опфати тој дел од развојот на проектот? Проектот пред се започна со анимираните цртани. Така. Пред се азбуката на Биби, со која што децата може да изучуваат азбуката. Подоцна во екот на пандемијата пред пандемијата всушност, се отворија центри, Биби Верзум, кои што се како едукативни центри во кои што наставници работат со деца на како на некој начин неформално образование кој што ќе биде подкрепа на формалното образование. Преку различни активности се изучуваат различни предмети всушност, кои што се потребни во основното образование. Но за жал пандемијата започна и веќе не можеше сето тоа да се продолжи во комуникација во живо, значи да се одржува наставата во живо и се сведе на онлайн настава и всушност се виде дека тоа и функционира онлайн, бидејќи новиве генерации и се научени на доста си посклони на користење на технологијата и на и сега барем технологијата да биде една убава алатка за нешто подобро, а да не биде
злоупотребена. И мене она што многу ми се допадна, на почетокот се појави и апликација со Биби, со игра. Секое видео кое што беше прикажано на апликацијата, нели секој детенце кое што можеше да се отвори, да си го отвори видеото, на крајот од видеото пишуваше, Биби му се обраќа на детенцето и вика: "Ајде сега да си играме нешто, да си играш нешто во живо." Значи да не продолжиш да гледаш, и тоа беше лимитирано време. Значи, без разлика што тоа можеби финансиски допринесува до проектот, не беше тоа главната цел, туку главната цел е да се едуцираат децата дека и технологијата може да биде и добар, како велат, слуга и лош господар, и тоа од најмала возраст да се едуцираат децата дека живата комуникација е всушност без цената. Да бидеме реални, мислам дека социјалниот аспект и начинот на кој што нели се изучува комуникацијата, интеракцијата со луѓето е доста по различна за генерациите кои што исклучиво растат со технологија. Ние сепак сме некоја хибридна генерација која што израснавме без до толку нели присуство на било што уреди, мислам што телевизор си имавме, што имавме само. И тоа е до одреден степен и согледливо. Мислам, сепак, знаеш, и тука и голем удел си има и самиот родител. Дефинитивно. Кој што само за да времето си исполни, ќе се даде телефонот, ќе се даде таблетот и нека се детето занимава користејќи одредени апликации, гледајќи одредени содржини. А начинот на кој што треба тоа да го изучува и да го впива светот околу себе, сметам дека недоволно е нели запазено, да речеме, во начинот сепак генерализираме, си има нели одредени исклучоци, ама апсолутно е битен аспектот и развојот на социјалните вештини, комуникацијските вештини кај децата. Дефинитивно. Така што супер што сте обратиле внимание на тоа. Да, тоа беше битно, сте ги повикале. Дефинитивно, мислам, со оглед на тоа дека самиот медиум преку кој што Биби комуницира со децата е анимација, односно YouTube каналот, односно подоцна и телевизијата, ние не смеев, мислам, правиме проект кој што сака да наметне правилни вредности, не би смееле да го изоставиме тој аспект, односно да не се укаже на тој момент дека да, до тука сум јас важен, но подоцна ти треба да го правиш тоа во комуникација со твоите другарчиња, во дворчето, со животните, со вистински животни, со вистински растенија, со вистински плодови, да јадеш, да пиеш, да слично. Така што дефинитивно тоа ни беше, мислам, на продуцентите им беше од голема важност, и многу сум среќна што сум дел од ваков проект кој што внимава на сите аспекти. И имаш и голем удел и воопшто во развојот на децата, така што има и сега тоа на ум и тоа е прекрасна работа. А сега имаш и исто така удел во однос на подигнување на свесност за месец април си е конкретно нели посветен на сексуалното насилство. Борбата против, да, подигнувањето на свесност за разните форми на насилство кои што постојат и начинот на кој што истите се третираат, на кој што се перципираат и од страна на луѓето и од страна на органите кои што се одговорни нели за соодветни санкционирање и преземање одговорност. Дел си од кампања на Види вака, заедно со Сашко и со Драгана. Која што сметам дека во толку, бидејќи сепак е кус филм, колку 2-3 минути, а се успеа да се поентираат многу битни нешта. Воедно ми се допадна начинот на кој што се има створена инверзија родова. И Сашко е нели жртвата мислам он е жртва конкретно на робијарство. Да, го има некоја ограбена. И вие влегувате со одредени аспекти, односно го испрашувате и му поставувате сосема, да речемете, банални прашања кои што и така која рефлектираат реалноста која што се случува, бидејќи самиот наслов сам си го барал, што е нели самиот заклучок што ти му го изнесуваш на Сашко во самата улога, нели преку начинот на кој што тој бил облечен, воедно нели со тоа повикуваме на тригерите кои што жените ги оставаат, односно ја повикуваат, го повикуваат насилникот и тие самите се нели криви, бидејќи така они се презентираат. Он си го барале провокатор. Така, они ги спровоцирале со начинот на кој што изгледаат. И воопшто сметам дека, знаеш,
таа двојна виктимизација, нели, што беше исто Да. така една од главните пораки на видеото и на кампањата, бидејќи имаме ние во начинот на кој што се толкуваат и се преципираат случаите на насилство и од страна на системот и од страна на луѓето, можеме да се доведеме до одреден заклучок дека се остава простор да дојдеме до одредени оправдувања. Мислам, знаеш, да ја запазиме и страната на... Се не е стокхолмски синдром кај што ние имаме емпатија со насилникот конкретно, ама сепак оставаме одредени причини каде што ете се добива заклучок дека и се остава простор да тие дела повторно. Дека нели, не можел што друго да нема што, направи да, во тој тие бил услови, повикан да. конкретно, а и воопшто нели на начинот на кој што системот реагира на случаите на насилство. Кажи ми, мислам, чисто, еве од аспект на твојата припрема за улогата, степенот и кој што го имаш, инфлуенцата која што ја вршиш и во поглед на подигнувањето на свеста за овие форми на насилство и ете начинот на кој што системот ги третира, сметаш ли дека може да се дали сметаш дека соодветно луѓето реагираат низ тоа? Какви воопшто реакции имаше самото видео? Дали мислам, верувам дека треба да сме истрени комплетно и треба да осознаваме и да гледаме какви се различни форми и содржини би требало нели да поттикнат одредено развивање на свесност за работите. Но дали менталниот склоп еве се не треба да генерализираме, али еве да земеме на одредено ниво на популација. Воедно и дизајна систем кој што треба да ја одбрани жртвата. Дали сметаш дека одиме во одредена насока на прогрес? Изненадувачки беше фактот колку беше гледано видеото, сам си го барал, значи навистина кога го правевме, да, сакавме да допреме до што поголема маса на луѓе, меѓутоа не очекувавме дека толку гледаност ќе постигне за краток период и не очекувавме дека ќе има очекувавме дека ќе има позитивни коментари, но со оглед на тоа дека целевме кон конкретна група на луѓе, не очекувавме дека толку позитивни коментари ќе има и тоа на некој начин ме радува искрено, можам да кажам. Ваков тип на проекти покажуваат всушност колку ни требаат ваквите пораки, колку ни треба ваков тип на едукација. Значи, колку е важно уметникот да ги користи медиумите во кои што настапува како алатка за да допре до публиката, да допре до граѓаните и да ги издигнува на едно повисоко ниво, на некој начин дидактички да влијае. Овој сам си го барал проектот, е еден од проектот таков карактер, но во изминатиот период се случија и уште неколку други проекти, што не сум јас дел мои драги колеги, и на кои што сум особено среќна што се случуваат вакви работи. Например, проектите кои што ги работи Драгана Гунин, приказни кои што треба да се слушнат, или место за поддршка, потоа проектот работи за кои не зборуваме, да, театарската представа на Нела, во режија на Нела Витошевиќ и во продукција на Вондерленд театар. Значи тоа се сите едни дела кои што допираат дела кои што всушност допираат до многу публика и се често гледани и всушност на тој начин допираат и ја испраќаат пораката која што ја имаат пред се. Така што на некој начин сметам дека уметникот во денес во Македонија успева да ги наоѓа патот како да допре до публиката, а при тоа публиката успева го прифаќа уметникот, ја испраќа пораката која што му ја праќа и се надевам дека тоа ќе допринесе до една убава промена. Верувам, да, мислам, чисто би дополнил дека и доста треба да изнесеме своја видна благодарност и на граѓанските организации кои што се бават и го вршат притисокот за освестување и на надлежните институции кои што треба да ги одбранат жртвите на насилство, бидејќи имавме и доста случаи изминативе години, конкретно јавна соба беше еден застрашувачки момент кај што се изнесува, се споделија стотици илјади, ако не се лажам, фотографии, видеа, лични податоци на девојки беа разменувани и девојчиња, значи малолетни и полнолетни. И воедно има и ромска јавна соба, нажалост, која што се уште нема добиено, сметам дека правна
Не сум ни сигурен дали отпочната некаква постапка. Јас не знам, јас сега неодамна дознав дека има и тоа е навистина застрашувачки. Да, го подистражував истово и јавна соба конкретно од кога беше јавно споделена и разоткриена. Ако не се лажам, година и нешто му беше потребно на обвинителството да отпочне одредена постапка, што е сосема долг период и завршницата на истиот беше само на основ детската порнографска содржина споделена, односно содржините споделени за малолетни девојчиња. Своја правда не добија и полнолетните, воедно и останатите нели основи врз кои што треба правно да си добијат некаква санкција, моментот на споделување на лични податоци, значи адреси, контакт телефони на сите тие девојки, тоа се доста застрашувачки моменти кои што и како треба да знаеш да не поттикнат да алармираме и да вршиме своевиден притисок, бидејќи понатамошниот развој јас знам дека не се тука застанати, тоа се сосема алчни и жедни индивидуи кои што тие процеси ги знаеш у континуитет продолжуваат да се наоѓаат одредени начини. Баш најдов на некакви новинарски анализи кај што си имаат изнесено, има уште друга група која што е резултат на истива, бидејќи нели бил попречен, беа изгасени. Популација Балкана, значи тука се споделуваат значи девојки од повеќе земји на Балканов. И воедно имаш коментари од индивидуи, конкретно ќе ви платам толку и толку само за да влезам во групата. Знаеш, мислам чисто не знам што се поттикнуваат и будат кај индивидуата за да такви работи се прават. Сосема е застрашувачки. Имавме доста примери, мислам еве конкретно во Србија што беше и мислам тоа се веќе акти на физичко насилство и со Милина Радуловик, актирката и со останатите што биле дел од неговата школа и која што последните години се изнесе реалноста и вистината за истото. И знаеш начинот на кој што се перципира тоа од страна на луѓето. Тоа е сам си го барал, ама воено знаеш ќе се изнадат и други некои оправдувања. Конкретно еве не беше за Милена, ама за некоја друга актерка која што не живеела веќе во Србија. Како Даниела Штајн. Имаме соимињава денеска, имаме одредени предизвици. Актерот колегат Бранислав Лешич, кој што е сосема нели популаризиран, нели идентификуван помеѓу масата на луѓе. И сега за нејзе конкретно имаше коментари, па добро сега таа после 20 години и дошло. Значи она си работи на добивање некакви поени за личен публицитет. Знаеш, да биде истакната во јавноста, мислам. Да, и во нито движењето во Холивуд исто така актерките беа обвинети дека зошто сега после толку години го обвинувате Вајнстајн, како беше? Вајнстајн, да. Зошто си кјутела? Знаеш, зошто сега се сети? Воопшто не се перципира тежината и последиците кои што ги сноси жртвата после таков факт. Мислам, тоа се сериозни травматски доживувања кои што и како влијаат врз начинот на кој што личноста може да реагира. Мислам, имаш ти луѓе кои што би се инхибирале и би се, знаеш, воопшто не би ни споделиле такво нешто со години од прво имаш и страф од суд општествен, пошто гледаме реалноста која и како луѓето реагираат. Имаш срам од фактот дека тоа се случило и дека ти си го доживеала. И воопшто, знаеш, доста белези кои што како да се занемаруваат целосно и ние ќе наоѓаме разни причини или оправдувања, па сега таа си барала, ете сака публицитет, оваа си барала со начинот на кој што била облечена. И сите тие форми на реакција и како знаеш не предизвикуваат и треба да во континуитет да се пласираат во различни форми и од аспект на уметнички изрази, а и воопшто и од активизмот на луѓето кои што се дел од одредени организации кои што вршат притисоци. Ме потсети сега со ова што го велеш, неодамна читав еден текст за обработка на сказните со кои што растеме. Црвенкапа, не си да знаеме дека е на браќата Грим, ама всушност си има други корени од претходно уште.
И оригиналното дело всушност на Црвенкапа завршува трагично. Значи не се распарува стомакот на волкот и се вадат бабата и Црвенкапа, туку завршува со тоа што волкот ја јаде Црвенкапа. И тука завршува приказната и пораката на таа приказна е дека добро воспитани девојчиња, ако не останат добро воспитани и одат во темни улички и зборуваат со непознати, ќе завршат изедени од волкот. И ние сме растени со вакви приказни, ние сме растени со Пепелашка која што сонува за својот принц. Растеме со приказни во кои што машките ликови се прикажани како херои и ја спасуваат женската индивидуа која што е пасивна и која што чека да биде спасена. И така, ние сите од малечки сонуваме да бидеме принцези. Ние сме растени со едни погрешни вредности на некој начин. Јас се сеќавам, кога бев мала, не мислам дека бев 3-то или 4-то оделение, сред бел ден, значи облечена како за научилиште, 4-то оделенка како може да биде облечена, нели? Маичка, панталончиња, одам на училиште, сред бел ден, на велосипед поминува човек кој што си го свирка и си го покажува машкиот полов орган. Јас извадена од памет, трчам во првата цвеќарница, кажувам истравматизирана, значи јас бев идеална жртва. Бев сред бел ден, бев пристојно облечена според нечии критериуми. Меѓутоа тоа ми се случи. Значи мене сепак иако бев идеална жртва, значи не бев ништо не четврто-пето оделение. Пред сум четврто-пето оделение, со ништо никако не предизвикувам, мене тоа ми се случи. А јас го пријавив случајот и дома. Меѓу сето тешење и слично, една од работите која што мајка ми ја кажа беше: затоа бе мама не сакам да одиш сама да се и не сакам навечер да остануваш. Значи повторно јас и мене, мислам, несвесно кај сите девојчиња останува фактот дека ако одиш сама и ако одиш во темно, ти си го бараш. Значи тоа е суптилно. Има еден графит на Бенкси каде што една бабичка стои пред графит на кој што пишува како беше чувајте си ги керките, а бабичката го шкрта графитот и вели едуцирајте си ги синовите. Така што нас од корен, мислам, суптилно, јас сум растена во едно крајно либерално семејство во кое што сите работи се зборувале отворено и слично. Меѓутоа, условите во општеството биле такви што мајка ми и татко ми секогаш ми велеле: немој таму, немој пази, немој меѓу колите, немој некој. Значи, не верувам дека на момчињата им се кажува: слушај си, не треба да бидеш, нешто се случи. Со некоја промаја. Да, оставено. Или многу зборувам, да не треба, да не сум идеална. Сакам да кажам, значи, од најмала возраст, кога момчињата си ја откриваат својата сексуалност, се охрабрени, сега да не ги кажувам изразите, меѓутоа така, охрабрени се за нивната сексуалност и за откривање на половиот орган и тоа е нивната машкост, а девојчињата се: немој да седиш со расирани нозе, немаш така да седиш, девојчињата, скрсти ги нозете. Така, значи, од сама возраст, суптилните тие пораки кои што ни ги испраќаат родителите, кај нас девојчињата ја будат жртвата, а кај момчињата ја будат доминантноста. Недела по овој чин со велосипедистот кој што си го покажа својот орган на 4-4 оделенка. Повторно ми се случи истото, бевме пред училиште и имаше еден стар човек кој што помина и јас го приметив, бев како девојчињата, леле, дечки, видовте ли што се случи, другите не приметија. И мене ми беше срам една недела да кажам дома, затоа што само јас видов, да не сум. Зашто само ја гледам таму изгледа. И затоа јас уствари видов. И јас повторно се чувствував дека јас сум виновна што мене тоа ми се случува. После недела дена успеав да соберам храброст да кажам дома и да ми речат: не си ти виновна, значи тоа се луѓе кои што се болни, кои што треба да се лечат, немој да се секираш, не си ти крива и слично. Замислете, јас само го видов тоа. А замислете ги случаевите на кои што им се случуваат многу поголеми случаи. И на различни, и тоа не може, или в репликата кјутеше, значи жртвата кјути затоа што е во шок. Значи се кјути од шок.
Ако викне и слично, она може и да го удри и тој да избега. Меѓутоа, од шокот не може да се одбрани. Така што тие сите проевтинувања и мислам обвинување на жртвата, односно ставање на целиот фокус наместо на насилникот, се става целиот фокус на жртвата, не биде таа треба да исполни некакви критериуми на идеална жртва за да и се оправда тоа што била жртва. А во ниеден случај не се зема насилникот. И она, откако, еве сега што се случува со јавна соба, исто алармантно, што всушност државата, еве, има промена, дефинитивно, меѓутоа државата треба да нуди помош на жртвите. Не само да ја изрече казната на насилникот, туку треба и да ја помогне на жртвата да се справи со таа психолошка траума која што ја преживеала. И земи предвид колку жртви има, мислам, кои што во континуитет се изложени на одредени акти насилни. затоа што станува збор за домашен член. Да, претежно мислам дека статистиките покажуваат дека од страна на партнер се извршуваат. Да. И не се земаат предвид околностите во кои што е жената, фактот дека, мислам, голем дел ја немаат и таа финансиска независност за да би можеле да се заминат, го имаат стравот, нели, од консеквенците на истото. Децата каде се тука ако се присутни, нели тоа. Што спомена воопшто овие модели на однесување, оствари што кодови, програмирање, што постепено ни се всадуваат уште од мали. Доста се изразени во одредени уметнички изрази, мислам секако тука училиштето, домашното воспитание се примарните фактори, нели, кои што го обликуваат истото, но ние да бидеме реални сме сосема изложени на одредени содржини кои што индиректно или пак директно повикуваат на одредено насилство. Имаше, гледав сега скоро, студентка од Белград, што е на факултетот за драмски уметности во Белград, за испит направила едно истражување, односно компилација од повеќе песни на регионално ниво кои што се изведени во изминативе, не знам, 30-40 години, значи од 80 навака, и од страна на машки изведувачи и од страна на женски изведувачи. Значи тоа да го запазим уште од старт. Повеќе жанрови има опфатено. Секако дека најбројни се песните што спаѓаат под турбофолкот како жанр. Но тука и рапот, тука и одредени рок песни има вклучено и го анализира самиот текст. Односно во текстови, го имаш гледано? Го имам гледано. Ана Нинковиќ, мислам се викаше, значи спрос го гледаше видеото, тоа. Јас си запишав буквално сакав да, знаеш, да истакнам. Тоа на некој начин и не до толку се перципира, мислам. Да, јас сум ги слушала тие песни, не сум ги слушала така. Не го перципираш до толку ти содржински. Беше и значи парни, окей, ајде турбофолк изведувачки. Риблја чорба, не знам, имаше многу. Имаше разноразни. Бендови што сум ги слушала, никош не сум ги слушала така. И тие текстови, мислам, не да повикуваат свесно или несвесно, знаеш, на одредено покорување на жената, на одредено извршување на насилство. И знаеш, и самиот факт па дека и жени и ги пеат. Побројни беа жените ствари што ги изведуваат. Не правам никакво тука расудување, значи виктимизација има во имаше стих робиња сам твоја, убий ме. И знаеш, тоа била песна, од Лепа Брена е песната, кај што била сосема популарна, сосема слушана од повеќе генерации, и ти сега, мислам, чисто онака акцентирај го. Робиња сам твоја, уби ме. Мислам, и самиот спот слаѓа на начинот на кој што она тоа го изведува и како е тоа портретирано на еден видео спот, да ни ги, не знам, ајде ќе дисбалансираме, имаше, не знам од некој рок изведувач беше. Веруј ми, страшно сам патио, сведок сам тебе млатио. Знаеш, тука па дури да создадеш одредена емпатија, ти да сочувствуваш со човекот што те бил принуден на некаков си начин тоа да го... Она си го барала. Она си го барала, морав тоа да го направам. И знаеш, овие степени, еве, од музички аспект, и те како се пренесуваат, мислам, Алауде е на девојкава што исто го има извршено и сосема е храбро. Видеото доста предизвика лавина на реакции во српската јавност.
гледав баш едно интервју, ја вклучуваат неиза и вклучуваат исто така гостини и еден од изведувачите, ако не се лажам, на Зана бендот. И многу беше интересно што човекот сега сепак као го пофали проектот неизин. Но вика, можеш да направиш и анализа на начинот на кој што се повикува на насилство врз маши. Значи го посака тоа, ти посакувам успех во кариерата, баш храбро, но не е тоа до толку страшно, знаеш, и као го анализира начинот, пошто... Го релативизира Да, незиниот сосема се приод. изрелативизирате жената, пошто па добро, ние ги пееме тие песни, па не е до толку страшно што такви се текстовите. Да, тоа се тие како се вели тоа, несвесни пораки кои што цело време ги примаме и се складираат во нас и така. Може би на свесно ниво го перципираш истото, распеан си како год, знаеш, различни контексти се во прашање, ама тоа се складира. Знаеш, и супер е што сега се оформува одредена свесност и за тој момент, но какви се пак, што сметаш, мислам, чисто од начин на развој, креирање на одредени улоги. И на театар и во филм. Значи, јас сум бил, имам гледано одредени театарски представи, кај што одредени улоги, кои што се таму прикажани, сосема се базираат на одредени стереотипни гледишта. Знаеш, начинот на кој што го имаат издизајнирано тој карактер, можеш ти да воочиш одредени елементи кои што се онака. Тотален базис за ти да си продолжиш со тие дадени предрасуди, да продолжиш да етикетираш. Сметаш ли дека има одредена свесност и кај и воедно и кај драматурзите, и кај режисерите, и кај продуцентите, мислам, воопшто во однос на креирањето на такви содржини и развојот на такви улоги? Во последно време филмската индустрија во Македонија оди на нагорна линија од тој аспект, оди на подобро. Значи, ако пред се може да видиме зголемен број на ангажирани уметници во филмската индустрија. Значи, почне од режисерки, сценаристки, од продуцентки, камерманки. Јас многу пријатно се изненадив, пред некој ден имаше неколку студенти во дворот на факултетот за драмски уметности и јас сега, бидејќи не ги знам сите, викам, извинете, ве прашам што студирате? И 3 девојчиња. Камера. Гордо. Толку ме срекна, бидејќи нема многу камерманки на факултетот за драмски уметности, најчесто биле машки студенти. И многу ми беше драго што го слушнав тоа. Така што се зголемува бројот на инклузивност на жените во филмската индустрија. Во театарот би рекла дека потсекогаш било еднаквост, меѓутоа во филмот, особено по последниве години, жените направија бум. Значи, да ги земеме сестри на Дина Дума, да ја земеме северен пол на Марија Апчевска, да го земеме Тамара Котевска, значи, да ги земеме, од аспект на тоа какви ликови се разработуваат. Тоа содржински, и повторно, и ја имаме, Господ постои се вика Петрунија на Теона Митевска, каде што имаме еден силен женски лик кој што се бори против патријархатот и против сите машки ликови во филмот кои што се застапени и слична тематика обработува и, ако не се лажам, видеа Тинеа со главна улога Сара Климовска. Така што краткометражен кој што обработува сличната тема, има поинакви малку аспекти зафатено, така што многу во последно време се случува еден голем бум. Даријан Пејовски е еден режисер кој што секогаш има голем фокус на женските ликови. Ево, 3 дена во септември, па и најновиот филм кој што го работи, што чекаме да излезе. 3 дена во септември беше интересен, да ти кажам, дури жанровски, што е као психолошки трилер. Не сме имале ние во македонската кинематографија. И тоа одлични и актерки, и ликови разработени. Мајки на Милчо Манчевски да го земеме, така што имаме застапеност на женските ликови. Сега, за жал немаме теории кои што ќе разработат, и јас не сум стручњак за тоа поле и не би можела да направам анализа на сите тие филмови и што тоа значи, да речеме, гледано од еден феминистички аспект, или феминистичките теории, како би го изанализирале сето тоа, но неодамно читав еден текст за Холивуд.
Добро. Ние сме на некој начин сите земји некако го следат Холивуд, тој ни диктира што треба да правиме на некој начин. Се надевам дека не на сите начини. Меѓутоа ете во Холивуд, и сите ги гледаме холивудските филмови и сакале не сакале, со оглед на тоа дека многу повеќе холивудски филмови се продуцираат на годишно ниво, ние и многу повеќе холивудски филмови гледаме и тие имаат многу поголемо влијание на нас, сакале или не сакале. Така што во ова истражување, например, жените беше прикажано дека жените се прикажани само како мајки, домаќинки, сопруги, девојки, никогаш како личности кои што се активни во својата професија, туку само кон животните обврски, ама не како професија. Мажите се тие кои што се бизнисмени, херои, мачо и слично. Женските се секогаш само како придружнички на херојот. Тие се тие кои што дури и кога се прикажани, јас неодамна гледав еден филм за позната астронаутка, која што дури додека го гледа филмот, таа е мајка и во еден момент треба да го остави своето дете за да лета. Така со НАСА. Да не беше со... Сега нема ми текне како се викаш, ама позната актерка е. Црвено коса. Црвено коса, да. Да, игра во, мисля, че го гледав со низе Scenes from a Marriage на Бергман адаптацијата. Една интернесна адаптација. Совршена адаптација која што ги покажува новите вредности кои што се случуваат на општеството. Но што сакав да го кажам за овој филм каде што астронаутката заминува во свемирот, и јас како жена си реков, не знам јас дали би можела да го оставам своето дете. А кога гледам филмови за машки астронаути, него ни помислувам фактот, леле, па овој татко го остави своето дете на планета. Не го видиш што прави, му се восхитувам на неговото дело. Така што сите овие филмови тоа како ни се наметнати, ни се родовите улоги како ги пренесуваат и ги нормализираат, мислам тие Джесика Честейн. Джесика Честейн, одлична актерка и не беше фер што не ни текна прва. Во Scenes from a Marriage се сменети ликовите. Тука пак има таа инверзија и тоа е тој што мислам, незиниот партнер Оскар Ајзек. Да, Оскар Ајзек, да. Тоа е тој што се грижи за детето. Мислам, тој воедно и работи, но сепак она е таа која што професионално и кариерно сосема прогресира и тоа е воедно и од на Бергман, од првичната нели има и некои измени дополнителни. Ама и улогите се, значи во оваа адаптација конкретно тој е тој што е изневерен. Да. Таму е жената. Тој што изневерува, да. Тој што изневерува. Тоа беше сосема една динамична и напната содржина за анализа. Остава сериозен белег. Да. Така што ова сега и музичкиве остана и текстовите, значи ќе останат, верувам. Жал ми е што не опфатила македонски песни. Знаеш го, неам, најдов баш, не знам, при дискутирање на истово, најдов на некои констатации дека во фолклорот наш се запазени, се присутни такви некои суптилно да речам. Го неам доволно истражено, ама конкретно во тие дадени творештва дека има елементи на дадено покорување. Ние сме растени со не плачи, не си женско. Мислам, друг збор се користи, меѓутоа да не го градиме подкастов. Така, не глуми девојче. На момчињата така им се верело, значи, девојчињата се нешто што треба да се плачливи, значи секогаш во една подзавидна Мислим го предвиди прво па мушко. Прво па мушко, да. Значи ние сме растени со едни такви поговорки кои што народни изреки кои што ни се накамелиле некаде во главите и сега мислам сето ова е точен резултат. Она кое што ми се чини треба да се направи е да почне да се раскине тој ланец на воспитување, да се постават нови темели на едукацијата. Дефинитивно, системски и дефинитивно да се казнува повеќе, затоа што ако се направи едукација на младите, нема да се создаваат нови потенцијални насилници и потенцијални жртви, и ќе знаат жртвите како да се изборат против неправдите, ќе можат да препознаат. Бидејќи ја мислам дека клучниот проблем е што жртвата не препознава дека е жртва и дека тој другиот е насилник. И се чини дека тоа е најголемиот проблем.
И кога би се поставиле тие некои цврсти темели одново, бидејќи темеливе на кои што сега градиме се лабави и не корисни, да, сосема да. погрешни, и кога би се како паралелно на тоа мора да се казнуваат, значи о институциите, за да се отдаде за да се даде впечаток дека тоа е, знаеш, веднаш казниво. Така. Значи, да не година и пол оправдува, за да се не знам јас чека. кои се правните процеси, што се опфаќа Да. еден процес на анализа за да се отпочне постапка судска, Да. ама година и пол за нешто кај што верувам дека требале тука да Да. вршат анализи, сепак е онлайн Да, конкретно да. вознемирување и споделување содржини. Не, Ама за било какви форми на колку и насилство, да трае, ми се чини дека проблемот е што кај недовербата веќе во Недовербата институциите. воопшто. Значи, колку треба нека трае, меѓутоа од самиот почеток кога ќе се аплицира во обвинение, жртвата треба да знае дека добро, сега е во сигурни раце ова. Да. А жртвите се се уште во Да. недоумица дали тоа ќе има позитивен исход за нив. И така да мислам дека проблемот тука лежи. Недоверба во институциите, едукација која што се темели на едни сушто погрешни вредности. Не може воопшто да се осознаваат Да. други начини на делување. Дефинитивно. Се надевам, знаеш, како генерации, дека ќе успееме да дадеме свој придонес во поглед на градењето на некој поздрав систем и начин на делување во секојдневието. Ти благодарам воопшто и што го даваш и својот придонес од тој аспект и што си дел од- Најмалку што можеме да направиме што тоа. си била, што си дел од кампањата на Види вака и што, знаеш, и како уметник оддаваш одредени пораки, споделуваш нешта кои што и така треба да бидат бази за подигнување на свесност. Ние меѓу сме луѓето. само алатки. Ние сме уметниците само алатки за да се испрати Битното пораката. е што ги користиш истите, Да, знаеш. битно е тоа. Битно е да се испраќаат тие пораки, да се влие на граѓаните, да се буди граѓанската свест на тие полиња. Се надевам дека ќе, знаеш, со текот на времето ќе ја согледуваме таа будност како поизразена. Се надевам и јас. Ти посакувам многу успеси на лично ниво и на професионално. И фала ти многу што беше дел од оваа Благодарам епизода. многу и на Верувам одвоениот дека простор. опфативме Да, и на убавите мое теми, задоволството. да, ме натера и мене да читам многу да, за оваа тема, така да ти благодарам многу. Фала ти. Поздрав.